Југоистокот повторно ја почна постапката за регионално управување со отпадот, откако пред 5 години поранешните градоначалници не го потпишаа договорот со австриската АСА за изградба на регионална депонија. На иницијатива на владата, ЕБРД обезбеди техничка помош за утврдување и развивање модел за финансирање, па на маса беа поставени сите модели. Станува збор за грант пари. Се надеваме дека ќе утврдиме соодветни модели за управување со отпадот во секој од регионите. Не значи дека ќе се утврди еден модел кој што ќе биде идентичен за сите 4 региони. Се е на маса. И јавното приватно партнерство како можност, и концесијата како можност, и само финансирањето, значи се. Банката е многу отворена, значи не наметнува модел. Министерството исто така не наметнува модел према регионите. Градоначалниците од Југоистокот го изразија цврстиот став и подготвеноста конечно да се реши овој горлив проблем во Југоистокот, каде се детектирани околу 200 диви депонии кои постојано ги чистаат како локални самоуправи. Мислам дека потребата е повеќе од јасна, никогаш ние не сме имале дилеми, меѓутоа знаете дека локалните самоуправи ги пренесуваат тој дел од ингеренции или од обврски на повисоко ниво, на централно ниво, со идеја и желба да се решава на регионален начин овој проблем. Каја Шукова од Министерството за животна средина истакна дека во процесот треба сериозно да се свати и за цената. Таа подлече дека ако сакаме современо регионално управување со отпадот, ќе мора да има прифатлива цена и за двете страни. Цената која што се плаќа по домакинство во Република Северна Македонија во најголем дел општините е многу ниска и не ви нуди можност за современо управување со отпад. Цената ги подмирува трошоците на собирање и одлагање на отпадот. Мораме да размислуваме и во однос на тоа, меѓутоа мораме да размислуваме и за граѓаните. Не смееме да им наметнеме цени кои што не можат да ги плаќаат, значи мора да најдеме некое балансирано решение. Вакви средби за презентација на моделите за управување со комуналниот отпад, освен во Југоисточниот, ЕБРД планира да одржи и во други 3 плански региони во државата, каде проблемот не е решен.